Минути резервирани за последниот разговор за денешното саботно издание на Македонија наутро. Сдруженијето за планинарење и заштита на планини Козјак 2013 од Куманово ги обединува сите љубители на планинарењето кои што се рекреираат, но истовремено посветуваат внимание и заштита на планините и подрачјата во кои што се движат. Традиционално секоја година организираат планинарска акција по повод 8 март, денот на жената, а годинашната ќе се одржи утре и тоа на патеката низ атрактивната Бислимска клисура. Што ќе понуди оваа тура, идеална за сите рекреативци, утринава ќе ни открие Зоран Ристовски од Сдруженијето Козјак 2013. Го имаме директно на Скайп. Велам добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма Македонија наутро. Добро утро, Никола. За почеток, збор 2 за активностите на Сдруженијето Козјак 2013. Би сакал да ги запознаеме гледачите како е организирано истото, колку членови број и какви активности реализирате. Вака, значи друштвото е основано во 2013 година, како што е во насловот на самото здружение. Во моментот здружението членува во Федерацијата на планинарски спортови на Македонија. Во моментот имаме некаде околу 120 членови со платена чланарина и уште многу повеќе поддржувачи на овие наши акции и на овие наши активности што ги имаме преку целата година. Основната цел на нашето здружение е заштита на природата и организирање на планинарски акции, каде што луѓето ќе можат да ги посетат нашите природни убавини и нашите прекрасни краишта низ цела Македонија, а секако и надвор од државата. Да, во земјава има навистина огромен број на здруженија кои што промовираат планинарење, но ретко кој секако го промовира безбедното планинарење, грижата за планините додека се наоѓаме таму. Би сакал да откриеме за гледачите на кои локации најчесто ги организирате планинарските тури, врз основа на што ги одредувате самите локации кои што ќе ги посетите. Вака, како основен параметар за определување на една планинарска акција каде ќе се одржи, најбитни се временските услови. Доколку ни се случи по прогнозите што ги пратиме секојдневно, например на Шар планина имаме лошо време, тогаш ги координираме нашите активности, ги организираме акциите на нашата матична планина Козјак, која е нешто пониска, одиме до Кожув, Гевгелија доле, така да највеќе според временските услови. Тоа е првиот параметар. Вториот параметар е се водичите, да видиме најпрво кој каде е спремен да ја изведе таа акција, без водичи ретко кога правиме акција, тоа што знаеме водичката работа колку значи за едно безбедно планинарење. Во рамки на вашите активности организирате тури за почетници, но и за оние поискусните планинари. Во што се разликуваат тие и колков интересот за планинарење конкретно во вашето здружение? Вака, значи на почетокот на здружението, при самото основање на здружението броело некаде околу 15 ентузијасти, за разлика од сега и покрај пандемијата што владееше овие претходни 2 години, секојдневно бројот на членовите во нашето здружение се зголемува. Така да од 15 сега стигнавме до некаде 120 активни членови со платена чланарина. Другите безбедноста ние за сите нас кои планинари членови на здружението, но и оние што не се членови на здружението, ние најбитна. За таа цел ние како здружение во годишната програма на здружението имаме неколку активности, поточно 3 различити активности со кои се занимава. Првата активност ни е обуката на најпрви на водичите, така како што рековме, они се најбитни во овој сегмент. Ја вршиме секоја година и правиме вежби на самите, на водичите што веќе имаат лиценцата за водење на вакви акции. Како
освен оваа обука на водичите, вршиме и обука на младите, како со одржување на предавања во средните училишта. И на крајот од тие предавања стопираме сите школи и правиме еднодневна акција на една од блиските планини или ридови тука во Кумановскиот крај. Ајде сега да слушнеме малку повеќе детали околу утрешната тура која што најавивме, инаку традиционална во вашето здружение. Овој пат ги водите сите страстни рекреативци низ патеката низ Бислимската клисура. Кога започнува утрешната тура? Зошто токму Бислимската клисура беше одбрана и како е замислено да се одвива самата планинарска акција? Која е рутата по која што ќе се движите и што е она што попатно ќе може да го видат сите рекреативци кои ќе бидат дел од оваа тура? Значи, нашето здружение, Козјак 2013, ја организира ова 8-мартовска акција по повод Денот на жената. Ја избравме Бислимската клисура, бидејќи ние како здружение во нашата агенда стои промовирање на нашиот крај, Кумановскиот крај. Мислам дека во моментот најрепрезентативно во овој крај е нашата планина Козјак секако и Бислимската клисура. Акцијата ја извршуваме на тој дел од општина Куманово, бидејќи тука тоа е еден од најпознатите делови, а и можност на другите посетители што ќе бидат присутни на овој настан да ги видат убавините на Бислимската клисура. Значи, најпрвин стартуваме во 8:30 во село Пчиња, која е на некои 10 километри од Куманово. Од тука со поаѓање одиме први се движиме низ Борова шума, влегуваме во една како да кажам нова шума направена од Јоргован, што за жал оваа година не можеме да уживаме во цветовите на јоргованите, бидејќи што е рано за нив, но се надеваме дека правиме една таква тура да се види и такво нешто. И други причини за кои токму се определивме за Бислимската клисура е и најновото археолошко наоѓалиште, каде што во Римска тврѓава е пронајдена црква од 5 век и неколку десетина пештери, од кои што ние на утрешната акција ќе успееме да посетиме 3 пештери и два прозори или 2 врати, како што се наречени. Мислам дека им дадовте и повеќе од доволни причини на оние кои што не следат во моментов, зашто и тие треба да бидат дел од оваа планинарска акција. Она што ме интересира е од вашето искуство досега, дали е препорачлива за почетници и што е она што ќе биде потребно од опрема на сите оние кои што ќе бидат дел од самата тура. Колку е важна физичката подготвеност, да речем, во ваков случај? Токму така, Никола, значи една и од причините за организирање на оваа акција е и тежината на оваа тура. Значи, оваа тура ние ја препорачуваме за сите заинтересирани луѓе што така да посетат планина. Значи, оваа тура е лесна, се искачува некаде надморска висина од 230 метри, што не е воопшто тешка, се движиме низ планина, низ чист предел. Значи, токму турата е препорачена за оние што прв пат сакаат да појдат на планина и за оние што поретко излегуваат на пешачење во природа. Од опремата најпотребни за како и на сите обуки што го потенцираме, тоа се удобни и разгазени чисми или којзерки, како што ние ги викаме, опрема облекло за моменталната временска ситуација, за утре ни е најавено прилично студено време од некаде температура од -2 до 5 степени, така да им препорачувам на сите оние што сакаат да дојдат да понесат и некоја потопла облека, ракавици, капа, вода минимум литар, минимум 1 литро вода и нормално нешто храна од јакта
безбедни кои. Така, конкретни информации во однос на опремата и сето она што е потребно за сите оние кои што сакаат да бидат дел од самиот настан. Уште еден важен аспект кој што сакам да го напоменеме е тоа што посебно и вие го истакнувате како важно при реализација на овие планинарски тури, тоа е почитувањето на насоките кои што ги даваат водичите на групата. Колку е значена улогата на водичите при планинарските тури и сосема накусо на крајот на разговорот морам да ве прашам која тура вам ви е лично најголем предизвик? Вака, значи акцент, нашето здружение акцент дава на обука на водичите. Ние сме свесни за проблемите што може да ни се случат на планина, така да најголем акцент и највеќе се посветуваме на обука на нашите водичи. Значи водичите играат огромна улога при самата реализација, при самата организација на турата и при водење на групата во природа. Ние сме свесни што се може да ни се случи на такви тури, затоа за оваа тура, за која што до сега морам да признам дека сум изненаден, имаме до сега барем над 150 пријавени учесници, имаме организирано голем број на водичи, како од нашето здружение, така и од здруженијата со кои што ние другаруваме и се дружиме на планина. Нашето здружение секоја година организира обука за одреден број на водичи, како например претходната година имавме обука на 2 водичи, пред 2021 година имавме обука за 5 водичи, оваа година спремаме обука за уште неколку водичи, тоа ќе го реализираме по текот на оваа година. Во однос на турата која што ви е најголем личен предизвик? Сега, имам посетено повеќе врвови во Македонија. Најдрага тура ми е претходната тура Водно матка, каде што успеавме ние како здружение да го бутнеме сопствениот рекорд со организирање на акција од 90 членови, со организиран превоз, со се 90 членови на здружението отидува на планирање на акцијата Водно матка што ја организира Федерацијата по повод денот на планината, а јас сега Олимп ми е така најинтересен, бидејќи во него има неколку сегменти од движење во планина, како што е движење по шума, по патеки, но и по карпи и по ферати. Зоран, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во денешното издание на Македонија наутро. Ќе ви посакам успешна планинарска акција во текот на утрешниот ден, секако пријатен престој во Бислимската клисура и она што ќе ви посакаме временските услови секако да бидат во ваша корист утре. Благодарам, Никола, благодарам до вас и благодарам до целата екипа и до Македонската телевизија за оваа поддршка што ја давате за планинарењето во Македонија и го користам оваа можност да повикам луѓе да присуствуваат на вакви полесни тури за почеток. Таму имаме повеќе дружење отколку пешачење, но и самото престојување во природа е богатство за човекот и за неговиот организам. Благодарам уште еднаш за денешното гостување.